Со положување на свежо цвеќе на спомениците на Методи Андоновченто, Кузман Јосифовски Питу, алејата на великаните и могилата на непобедените. Денеска во Прилеп се одбележа 78 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистите на 11 октомври 1941. После долги години беше возобновен и маршот каде голем број на граѓани и официјалните делегации. Од участакот пешки се движеа низ улиците до паркот на револуцијата каде одадоа почит на паднатите херои. Добро е што на ваков собир, најголем во Македонија, највеличествен, учествуваат и млади генерации, кои што треба да го паметат ова, затоа што најхрабрите, најпатриотските сили, скоевци и комунисти го дадоа својот живот за слободна Македонија, за независна држава, и за денеска ние да го чувствуваме тој благодет во своја држава со добри перспективи за иднината. На одбележувањето беше потенцирано дека треба идните генерации да ги продолжат идеалите на партизаните. И да се обидеме сите заеднички, да изградиме општество на помирување кое што ќе го темелиме на соживот, просперитет и благодет за идните поколенија. Слава им на сите херои што го дадоа својот живот за Македонија и да ни е вечен 11 октомври. Денеска го живееме сонот на нашите предци, но истовремено сме исправени пред нов предизвик. Денеска ја градиме Европска Македонија, која почива на темелите на слобода, демократија и човекови права. Покажавме и докажавме како се сака државата, како се работи за низиниот развој и просперитет за доброто на сите граѓани. Ни предстои период во кој што сите заедно мора да се избориме и да ги изодиме клучните чекори за нашата европска интеграција. Друга опција немаме. Оваа земја мора да ја направиме подобро место за живење за сите нас и за генерациите кои што доаѓаат. Тежок бил патот на нашите предци за слободна држава. Не е лесен ниту сега. Процесите што ги започнавме гарантираат сигурност, стабилност и здрава економија. Токму тоа не охрабрува да продолжиме со нашата визија земјата да ја однесеме таму каде што припаѓа, во европското семејство. Го исполнивме заветот на нашите предци. Продолжуваме да ја градиме нашата Македонија како безбедна, развиена и просперитетна држава. Сигурно ќе кориме на патот на евроатлантските интеграции со успешно завршување на преговорите и ја остваруваме стратешката цел да бидеме полноправна членка на НАТО алијансата. Нашата обврска е напорно да работиме за безбедна, стабилна, економска, силна Европска Република Северна Македонија. Од ВМРО ДПМН пак ја обвинија власта дека е предавничка, затоа што со сите досегашни решенија ги предала интересите и исклучила капитулански договори. Нема македонскиот народ да дозволи Македонија да стане квислишка територија. Ние како генерација имаме обврска да ја продолжиме борбата за градење на современа македонска држава, силна и перспективна Република Македонија. Од Прилеп започнало тогаш, забрзо од Прилеп ќе започне и сега обновата на современа македонска држава. Да ги поправиме грешките од оваа предавничка власт која ги прави овие 3 години, го понижува, го обезличува и го обезименува македонскиот народ и македонската држава. За време на нов Прилеп дал 650 жртви, од 66 народни херои во Македонија 15 се од Прилеп. Токму затоа во 1975 Прилеп е прогласен за град херој.